Ние продолжуваме понатаму со она што ви го најавив на самиот почеток, а тоа е разговор со директорката на Хелсиншкиот комитет за човекови права Уранија Пировска. Новонастанатата политичка состојба повторно предизвика силен бран на омраза заснована на етничка и политичка припадност. Од поделбите на победници и поразени, предавници и патриоти, па се до закани со војна, реваншизам, бесење, стрелање. Иако за овие феномени кои и текако влијаат врз општествената кохезија, а особено врз помладите, Европскиот суд за човекови права е многу ригорозен во поглед на говорот на омраза, особено од страна на политичарите, кај нас тие наидуваат на слаба реакција од институциите. Ова оттаму што многу мал број вакви случаи добиле судска разрешница. Како што ви најавив, на темава разговараме со директорката на Хелсиншкиот комитет Уранија Пировска. Уранија, ви благодарам што земате учество во денешниот утрински брифинг. Добро утро. Добро утро. Иако во споредба со минатото се бележи тренд на намалување на случаите на манифестирање говор на омраза, се добива впечаток дека сепак овој рецепт се уште се користи во политички цели и притоа не се внимава на опасноста од ваквата пракса. Изминатиот период, особено со новонастанатата политичка состојба во земјава, зачестија ваквите говори. Какви се последиците од ширењето пораки кои содржат говор на омраз? Најпрвин да ве поправам, рековте многу мал број на случаи добиваат разврска и да ви кажам дека ниту еден случај не доби разврска, бидејќи сите кривични пријави кои што беа од наша страна поднесени до јавното обвинителство беа одбиени. Значи обвинителството не најде основ да започне постапка. Мислам дека најголемиот број на изјави кои што јас ги давам во текот на годината се однесуваат точно на говорот на омраза и за ефектите кои што тој ги предизвикува во нашето општество. Ова го велам затоа што ние не го следиме само говорот на омраза, туку ги следиме и случаите, односно инцидентите и кривичните дела од омраза. Помеѓу овие два феномена постои голема врска, бидејќи едниот го предизвикува другиот, и она што најчесто го истакнуваме дека ние како да не сме свесни дека тој говор на омраза најмногу, односно предизвикува некакво влијание кај младите луѓе, бидејќи нашите податоци говорат за тоа дека најголем број од сторителите и жртвите на кривични дела и инциденти од омраза се токму младите луѓе. Основот, најчестиот основ поради кој што се случува говорот на омраза е етничката припадност и секако политичката. Во случај кога имаме политичка криза, особено тој говор на омраза по двете основи е присутен и секако другите основи варираат во зависност од тоа што се случува во нашето општество. Например, кога имавме парада на гордоста, најголемиот број случаи на говор на омраза беа по основ на сексуална ориентација. Она што нас не загрижува во сите овие години, откако го следиме овој феномен, е дека навистина постои еден индолентен, неразбирлив за мене однос на органите на прогон, кога станува збор за говорот на омраза, бидејќи навистина станува збор за феномен кој што може да предизвика тензии, може да предизвика конфликти. Македонија е земја која што е мултиетничка, мултиконфесионална, мултикултурна, значи општество во кое што и текако треба да се води сметка за тоа што предизвикува тој говор на омраза. Уранија, каде вие го гледате проблемот во немањето судска разрешница на ваквите случаи, на ваквите пријави? Велите дека редовно ги пријавувате до Министерството за внатрешни работи, оттаму што одговараат? Каде продолжува процесот понатаму? Тие ги препраќаат до основното јавно обвинителство. Значи, јас во неколку наврати сум истакнала дека ние најголемиот проблем го гледаме во јавното обвинителство, кое што не покренува постапки по тие пријави, ниту по тоа што им се доставува од страна на Министерството за внатрешни работи, ниту по кривичните пријави кои што ние директно ги поднесуваме до основното јавно обвинителство. Ваквите загрижувачки трендови во јавната комуникација не смее да останат без соодветен одговор од институциите, но сепак забележувате дека заглавуваат токму таму.
Какви се последиците од ваквото игнорирање на говорот на омраза од јавното обвинителство со оглед дека ваквите изјави, ваквото ширење на омраза, како што и вие велите, делува врз младите, наместо да дадеме пример како треба да градиме да градиме доверба меѓу себе, дали на етничка, дали на политичка основа, сепак се уште има, да речем, остатоци од оние управувачки власти, политичари и органи кои што сепак се користат со вакви реторики. Барем тоа може да го забележиме и во секојдневните соопштенија на политичките партии, каде што се изнесуваат на лични навреди. Ефектите се, веќе кажав, ефектите се гледаат во порастот на инциденти и други кривични дела од омраз. Значи, не е случајно што Европскиот суд за човекови права му обрнува такво внимание на говорот од омраза. Ние не треба да заборавиме дека 27 април исто така ни се случи, поради тоа што на улиците и пред собранието во тоа време имаше навистина многу силен говор на омраза и повици за насилство. Не треба да се занемарува тој феномен како нешто што е минорна работа, нешто што не треба да му се обрне внимание. Пак ќе кажам, не станува збор само за санкционирањето. Во нашето општество е потребно да се превземат повеќе активности во сите аспекти. Образованието, нашето образование прво не е соодветно за околностите во нашето општество. Ние сме мултиетничка средина во која што младите луѓе треба да учат за историјата, за културата, за фолклорот на другите млади луѓе кои што живеат заедно со нив. Кај нас младите луѓе воопшто немаат познавање за туѓата култура, за туѓата историја, за туѓиот фолклор, не се разбираат и од тие причини тој говор на омраза уште повеќе предизвикува кај нив револт, омраза и понатаму секако предизвикување на инциденти и други кривични дела од омраза во кои што тие самите се на крајот жртви. Каде најчесто го нотирате говорот на омраза? Овдека мислам на социјалните мрежи, во медиумите? Да, најчесто на социјалните мрежи и тоа е најпоразителниот факт дека ние секојдневно сме преплавени со говор на омраза, а при тоа во Македонија има само една пресуда за говор на омраз. Тоа е навистина поразувачки и јас навистина веќе не знам што треба ние да направиме за органите на прогон да станат свесни дека навистина мораат сериозно да почнат да се бават со овој проблем, заради тоа што може да ни се случи повторно да имаме конфликти и тензии кои што ќе имаат влијание на целото наше живење. Мислам дека целокупниот систем треба да биде прилагоден на различноста која што е присутна во Македонија и која што јас ја сметам за богатство. Меѓутоа тоа треба да се негува, треба да се негува разбирањето, треба да се негува толеранцијата помеѓу граѓаните и сите оние кои што на некаков начин се разликуваат. Меѓутоа мора да постои санкција, бидејќи јас се повеќе доаѓам до заклучок дека граѓаните всушност и не знаат што е говорот на омраза, а и како би знаеле кога тој не се казнува, тие не знаат дека тој представува кривично дело. И од тука непостапувањето на јавното обвинителство само ги охрабрува сторителите да продолжат со таквите дела. Значи мора да постои еднаш некаква санкција, нешто да се случи за да граѓаните сватат дека тоа е нешто што не треба и не смеат да го прават во оваа држава. Во таа насока ќе го поставам и следното моје прашање, како ја коментирате последната изјава на Шкодране Дардишта и дали овој случај го сметате за екстремна форма на говор на омраз? Прво тоа повеќе станува збор тука за закана за насилство, кој што навистина во услови кога постои вжештена политичка ситуација во земјата предизвика лавина коментари, предизвика револт. На некој начин моментот во кој што се случи таа изјава е многу важен. И од тука сметавме дека треба навистина да се обрне внимание од страна на обвинителството
на овој статут. Поднесовте пријава за овој случај? Не, ние не поднесовме пријава заради тоа што веќе излезе информација дека основното јавно обвинителство го истражува случајот. Ние ги поднесуваме нашите кривични пријави во ситуација кога знаеме дека обвинителството воопшто не е до обвинителството не допрел глас за таков случај. Меѓутоа во медиумите веднаш после тој статус излезе дека основното јавно обвинителство ќе постапува по тој случај. Ние секако ќе следиме. Сметаме дека во една ваква вжестена политичка ситуација таквите изјави навистина можат да предизвикаат негативни ефекти, можат да предизвикаат тензии и конфликти. Ние затоа и секогаш кога се случуваат вакви политички кризи во општеството предупредуваме за одговорноста на сите оние, па и на обичните граѓани, да се воздржуваат од изјави кои што можат да предизвикаат таков ефект. Така. Уранија, јас ви благодарам за денешното учество во утрински брифинг. Секако ние остануваме и понатаму отворени за сите овие информации кои што секако се неопходни да стигнат до јавноста, на некој начин и да се информираат за своите права и да се заштитат, но и да внимаваат при изразувањето и употребата на говор на омраза, особено на социјалните медиуми, онаму каде што чувствуваат и најголема слобода да ги пласираат ваквите пораки. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.